Ние денеска имаме чест и задоволство што сме во Штип, во Универзитетот Гоце Делчев, да ја започнеме вака исвечено првиот ден на академската година. Па знаете дека од мај месец имаме нов закон за високо образование. Преку овој закон сакаме да го подобриме квалитетот во високото образование, имајќи ги предвид многу законски решенија со кои се регулира тоа. Ги сметаме универзитетите како партнери во овој процес, без нив не можеме да постигнеме резултати, затоа тој партнерски однос мора да се негува и мораме заедно да работиме на подобрување на квалитетот. Имаме многу работа пред нас, па затоа треба да бидеме фокусирани, бидејќи на најмладите, на студентите им требат европско образование и европски квалитет кога зборуваме за високото образование, особено, но и за образованието во целина. Секој 5 години ве поставуваме прашање кога ќе биде изградбата на студентскиот дом во Штип. Има ли пари во буџетот некогаш да почне тој проект? Секако ние сме имале и пресконференции баш за ова тема кога сме кај капиталните инвестиции и заедно се трудиме да најдеме и да ги решаваме сите предизвици и проблеми со кои се соочуваме. Така што очекуваме и во наредниот период и при подготвување на буџетот за 2019 година да седнеме заедно со ректорите на јавните универзитети па да видиме кои се потребите и ако ние знаеме кои се потребите, но уште еднаш да направиме приоритетни проекти за сите универзитети за да се подобри ситуацијата. Јас би сакал во овој убав октомвриски ден, 1 октомври денот е многу убав, да им посакам добре дојде на студентите, да му посакам добре дојде на министрот за образование и наука во владата на Република Македонија што најди време да дојде на првиот академски час на овој универзитет и да направи голема чест. Сакам, реков, да им посакам успешно студирање на младите, на новите студенти, сакам да им посакам добар живот во Штип, сакам да им посакам да најубавите години од својот живот ги поминат во овој град на студентите и да стекнат знаења со кое ќе се справат утре во предизвиците кои доваѓаат, а тоа е секако широкиот пазар на Европската унија. Бројките можете да не ги кажете колку? Во прва година оваа година се запишани негде околу 1700 студенти. Има одредна количина на странски студенти околу 70, така да бројката веројатно ќе се движи некаде на околу 1800 до 1900. Тоа е ланската бројка, горе-долу се повторува, меѓутоа сепак трендот на намалување на студенти во универзитетите се чувствува. Така, некои новитети во текот на оваа академска година? Програмите сите се акредитирани, сите се со услови за почеток со работа, значи нема ниту еден студент кој се наоѓа надвор од она што значи законска регулатива во делот на студирањето. Објектите се спремни, лабораториите се спремни, наставници се тука, ангажираме наставници од другите универзитети така да се е подготвен за почеток на школската година.